Стотина предистражни постапки во моментов се водат во специјалното јавно обвинителство, вели шефицата на СЈО Катица Јанева. Се истражуваат индиции за висока корупција и злоупотреба на службена положба, а токму за една предистражна постапка минатата недела во СЈО сведочеше и екс-премиерот Никола Груевски. Во Законот за специјално обвинителство во членот 22 се вели дека тимот на Јанева имаше 18 месеци за покренување обвиненија, и тој рок помина. Дали овие стотина предмети ќе се најдат пред судот или СЈО попусто истражува? Јанева смета дека има мандат да води предистражни постапки, додека засегнатите, како на пример Груевски, обвинуваат за незаконско работење. Денеска бев поканет од СЈО во својство на сведок за некоја нивна, како што кажа, предистражна постапка. Им укажав дека дека ова што го работат е незаконски, дека нивниот мандат веќе одамна е истечен и дека овие предистражни постапки кои што ги тераат практично се мотетирање на граѓаните во услови кога тие не можат да поднесуваат никакви обвиненија и практично работат незаконски. Нашиот мандат согласно член 22 да покренеме обвинение. Тоа го немате повеќе. Ние мислиме дека го имаме, но заради правна сигурност, заради времетраењето на законот, на еден начин ги водиме само предистражните постапки и ќе отвориме истражни постапки, а додека дојде момент да се тие истражни постапки да се преточат во обвиненија, сигурно и се надевам дека ќе ги доставиме до нашите колеги од обвинителството во организиран криминал и другите обвинителства во Република Македонија, доколку до тогаш не биде решен статусот на специјалното јавно обвинителство, односно да се приклони кон јавното обвинителство на Република Македонија. Како специјално јавно обвинителство? Како специјално јавно обвинителство. Прашавме и упатени, зошто СЈО води предистражни и истражни постапки кога нема известност дека тие може да резултираат со обвиненија? И дали воопшто има законска основа да го прави тоа? Законот, популарно наречен закон за СЈО, бидејќи има долг назив да не го кажувам целиот, во член 5 ги утврдил надлежностите на СЈО и меѓу другото негова надлежност е да истражува и да гони кривични дела кои што се поврзани со прислушкуваните разговори. И доколку не постапува на овој начин, доколку не ги истражува, би постапил спротивно на овој закон. Значи негова должност, бидејќи надлежноста пред се претпоставува должност на државниот орган, која мора да ја почитува, бидејќи е така утврдена со закон, должност е да ги истражува. По однос на тоа дали би било целисходно да се истражуваат кога нема да резултираат со обвиненија, тоа не го знаеме. Значи, се додека и теоретски е можно да оној апсурден член од 22 од законот биде на некаков начин изменет или дополнет или се најде некој правен механизам како да се продолжи рокот за поднесување на обвиненија, сметам дека СЈО мора да работи. Јас сметам дека сите постапки кои биле активни до моментов кога веќе му е ограничено, значи 18 месеци, треба да продолжуваат од страна на специјалното јавно обвинителство. А по основ на тие предмети што воопшто не е преземено никакво дејствие, според моето мишлење, а и согласно членот 22, би требало да се пуштат на работа на обвинителство, кое што во моментов кај нас екзистира као ова основно јавно обвинителство за организиран криминал. По однос на тие предмети што воопшто, уште еднаш потенцирам, не е преземено никакво дејствие. Доколку од актуелните предистражни постапки се покаже на вистина дека има основа за отворање истраги, а понатаму и обвиненија, дали специјалното јавно обвинителство, не можејќи да постапува по нив, ќе треба да ги врати предметите онаму од каде што дело од нив ги зеде, од редовното обвинителство. А нели специјалното обвинителство е единствено надлежно според закон за предмети поврзани кои произлегуваат од прислушуваните разговори? Во ред, јас се согласувам во тоа, но тоа беше еден друг период кога беше републички јавен обвинител друго лице кој го изменија и сега очекуваме од новиот државен јавен обвинител ипак тој да нешто попозитивно, односно подобро да ги води работите како што треба, согласно законот
Уставот и меѓународните ратификувани документи. Сега, само затоа што во моментот не може да покрене обвинение, мислам дека не треба да ја запре работата, бидејќи теоретски постои некоја можност да се продолжи, дали ќе се користат механизмите преку Уставен суд, дали ќе се користат механизмите преку парламентот, или ова што како нова идеја се јави да се вклопи во рамките на обвинителството, не знаеме. Но не можеме апсурдноста на еден член и против законитоста и против уставноста на еден член да не води во нова апсурдност, а таа нова би била ние кривични дела од област на организиран криминал и корупција со сила да ги застариме. СЈО продолжува со работа и застапувањето на обвиненијата пред суд никој не го спори. Но што ќе се случи со другите отворени предмети, ќе може да се насети по усвојувањето на стратегијата за реформи во правосудството. Во нацрт верзијата на стратегијата предвидено интегрирање на СЈО како автономно обвинителство во рамките на редовното, со проширена надлежност за високопрофилни политички случаи. Но за ова да стане реалност потребна е двотретинска поддршка во парламентот, нешто што во моментов се чини тешко достижно.